Почитувани добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечер ви имам чест да разговарам со пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски. Добро вечер, благодарам што секогаш одговарате на нашата покана. Благодарам за поканата и секогаш ми е задоволство да сум тука во ТВ+. Благодарам, ќе речем уште еднаш што сте еден од ретките кои што не ги бараат прашањата за оваа емисија. Она што е актуелно да започнеме, јавноста се уште е вознемирена и со внимание го следи случајот со двојното убиство во Македонија, особено за малата Вања, и вие како опозиција сте активни со пресконференции. Одржавте неколку на кои што прстот го насочивте кон Министерството за внатрешни работи дека задоснила самата постапка, особено она што се однесува за возилото. И не само со пресконференции, изложивме документи сериозни кои што дојдоа до нас преку свиркачи, каде што јасно се гледа дека при пријавување на исчезнатиот, тогаш сега починат Велешенец, кој што исто е жртва на убиство, било пријавено дека е исчезна заедно со неговото возило. За жал МВР очигледно не презело соодветни активности и немало соодветна реакција за да тоа возило биде пронајдено навремено, што можеби ќе го спречело второто убиство. За жал од пресконференциите кои што ги гледаме и на министерот Спасовски и на обвинителите, возилото најверојатно било занемарено и било најдено дури откако се случило и убиството за жал на малата Вања. Мислам дека доколку имавме соодветна реакција од Министерството за внатрешни работи, доколку имавме соодветна реакција од соодветните институции, овој случај мораше да биде расчистен понавремено како би се оневозможиле следните активности. Но и тоа она што е уште пострашно е што осомничените за ова убиство веќе долг временски период се толерирани од страна на Министерството за внатрешни работи и на институциите. Ние во неколку наврати изјавивме дека тие се политички проект кој што имал за цел да формира одредена политичка партија која што јавно ќе се презентира како опозицијска, меѓутоа напаѓајќи го цело време исклучиво ВМРО ДПМН, ќе се обиде да го ослабне ВМРО ДПМН, да го ослабне бројот на гласовите и преку навреди и сериозни навреди и клевети кон ВМРО ДПМН ќе оствари таа цел. За жал има разни гостувања по разни портали, емисии, медиуми, меѓутоа ниту еднаш до овој момент не беа санкционирани за ништо и затоа апелираме дека таа неказнивост на ваквите случаи продуцира уште поголеми последици во општеството, како што впрочем конкретно се случи, за жал, ќе повторам, и со двојното убиство во Република Македонија, кој што не потресе сите. Од МВР некако не одговараат на вашите пресконференции, самиот министер за внатрешни работи, ако прашан и кога беше овде во Куманово, по оние две пресконференции, првичните, некако одбива да зборува за овој случај, насочувајќи дека сето е оставено во обвинителството. Зошто, според вас, еве молчиме? Најверојатно молчи Спасовски, затоа што она што ние го говориме е вистината. Надлежностите во државата се такви да, меѓутоа до моментот на поднесување на кривичната пријава надлежно за постапување е Министерството за внатрешни работи и ние затоа го акцентираме не постапувањето на Министерството за внатрешни работи во делот на возилото на Велешанецот Панче, кое што доколку навремено било откриено согласно информациите кои што ги имало МВР и затоа поседуваме соодветна документација, оваа група ќе била навремено приведена и санкционирана согласно нашите закони. Очигледно има некакво затајување во комуникацијата помеѓу секторите во МВР, помеѓу соодветните нивни таму ресорни структурни единици и тоа возило се наоѓа многу подоцна на Safe City апликацијата во градот Скопје и тоа замислете во период кога Скопје требало и најверојатно било најбезбеден град во Европа, затоа што се одржуваше самитот на Министерскиот самит на ОБСЕ и безбедносните мерки во Скопје беа сериозно подигнати, дури сообраќајот беше посебно регулиран, што значи зачудува фактот како е дозволен ваков пропуст да не биде откриено тоа возило. Има и други низа сериозни пропусти во делот на постапувањето на МВР и затоа благовремено ќе известиме јавноста
веднаш штом обезбедиме соодветни докази и документација. Меѓутоа, тоа што Спасовски се правда дека предметот сега е во обвинителство е логичен след на последици на околностите, затоа што по оформување на кривичната пријава обвинителството ја презема, нели, истражната постапка и моментално се должни да постапуваат по наредбите кои што ќе бидат издадени од страна на надлежниот јавен обвинител, така што не може толку лесно Спасовски да се уставно кажано откачи од овој случај. Се уште ќе има и ќе треба да постапува на одите кои што ќе произлезат од истрагата од страна на јавното обвинителство, да не отварам нови дилеми во јавноста, да се открие оружјето, да видиме зошто се уште ги нема наодите од обуциските наоди од жртвите, мотивот да се дообјасни и сето она што како дилема пројавува јавноста ќе мора во наредниот период и Спасовски и обвинителството и нормално надлежниот суд сето тоа да го објасни на јавноста, затоа што ќе повторам се работи за еден грозоморен чин кој што предизвика голема интерес, меѓутоа и гнев од јавноста, зошто сме дошле до во нашето општество да се случи еден таков грозоморен чин, затоа што толерирање на вакви работи, не санкционирање на времено на појавите во општеството доведуваат до вакви грозоморни чинови. Се надевам дека вакво нешто нема и не сме нормално повеќе да не се повтори. Предизвика и дури и страф и паника и кај самите родители. Уште само едно прашање на оваа тема, различни обвинувања во јавноста периодов за тоа чиј човек бил Палчо. Се споменуваше и вашата партија. Па добро, во нашиот јавен дискурс се што може да се слушне, особено преку социјалните мрежи уште повеќе. Меѓутоа, факт е дека се работи за човек кој што бил председател на градска организација на СДСМ во Скопје, една сериозна политичка функција. Човек кој што во кариерата многу животната, многу има добиено на ваков или онаков начин во време кога СДСМ било на власт. И она што го повторив, го кажав, ќе го повторам, а тоа е дека според нас Палчо е политички проект на тие структури кои што се, да речеме, во народот искажани како удбашки, пред се тука предничи генералниот секретар на СДСМ Зечевиќ со неговиот политички бекграунд и таа структура околу СДСМ кои што се задолжени за таква црна кампања против ВМРО ДПМН, бил посочен да прави политичка партија, да прави партија која што ќе ја нарекува дека е опозицијска, меѓутоа со сите сили ќе го напаѓа ВМРО ДПМН, ќе го навредува ВМРО ДПМН, ќе го клевети ВМРО ДПМН, се тоа јавно, затоа нема да биде процесуиран, а за возврат се надеваа дека ќе отцепи дел од гласовите кои што би ги освоил евентуално ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори. Тоа не е само таа структура, има повеќе вакви политички партии, мали политички партии кои што никнуваат пред избори, претходно не може да ги видите во 4 годишниот мандат додека е некоја влада на власт моментално СДСМ, меѓутоа пред изборите се појавуваат разни мали политички партии кои што по правило се десно ориентирани, опозицијски ориентирани, меѓутоа исклучива нивна намера е да го дискредитираат ВМРО ДПМН и со тоа да одработат во интерес на СДСМ и на ДУИ нормално. Нова тема, она што е актуелно е договорени се датумите за изборите, различни шпекулации во јавноста ќе учествували ВМРО ДПМН во техничката влада или не. Мислам дека лидерот на партијата Мицкоски одговори дека за тоа треба да одлучат органите на партијата. Апсолутно, ВМРО ДПМН е сериозна политичка партија која што сите своји одлуки ги темели врз база на статутот и принципите воспоставени во партијата за вакви сериозни прашања особено. Со оглед на тоа што ние предложиме техничката влада да се укине предизборниот период, затоа што сметаме дека е, не само ние, туку и голем дел експертската јавност смета дека е тотално неуставна категорија, затоа ќе дозволите да поминат уште неколку дена да се создадат тие партиски тели органи да ја создадат одлуката, да ја донесат одлуката и да биде конечна. Меѓутоа, она што јас лично можам да го кажам е дека кога веќе одбија техничката влада да се укине, кога веќе имаме како влада која што треба да организира избори,
и како можност на опозицијата да учествува со двајца министри и тројца заменици, мислам дека ВМРО-ДПМН треба да учествува во таа влада, затоа што наша задача, наш интерес како политичка партија, а за среќа се совпаѓа и со мнозинството на интересот на граѓаните во Република Македонија, е што побрзо и поефикасно оваа власт да падне. И мислам дека учеството во една таква техничка влада ќе ни овозможи да оствариме таа цел, во смисла да се обидеме да превенираме колку е можно тој предизборен подкуп кој што стана више својствен за СДСМ, особено во делот на разноразни ваучери, 1000 денари на едни категории, 2000 на други категории, 3000 на денари на трети категории, што го лично го сметаме како потценување и понижување на граѓаните, затоа што си имал 7,5 години мандат да ги решиш круцијалните проблеми во државата, да најдеш системско решение за сите тие социјално загрозени категории, меѓутоа ти ги злоупотребуваш само пред избори, нудејќи им трошки, додека милиарди се трошат на непродуктивни трошоци и на луксузирање на моменталните властодржци. И тоа не е еден, тоа ми е како пратеник еден аргумент, и вториот аргумент ми е дека со учеството во техничка влада ќе дојдеме до многу документи и до многу информации кои што за жал оваа влада ги крие од јавноста. Тие воведоа една нова пракса во која што или ќе ги класифицираат информациите како државна тајна или како деловна тајна, како што беше случајот со Бехтел и Енка. Тоаш нашите министри ќе учествуваат на седниците на владата, ќе имаат увид во таа документација и ќе видиме како е склучен договорот со Бехтел и Енка, ќе видиме како е можно да се исплати државна помош од 130 милиони на фирма во Тетово, која што треба да произведува електрични автомобили, а ниту една цигла таму да не е изградена. Ќе видиме како успеал Артан Груби држава да ја претвори во казино центари, да се отвараат казина и коцкарници секаде низ државата, и сето тоа да биде заскриено зад класификација на тие информации. Со тоа ќе ги обелодениме до јавноста и нормално следствено на тоа ќе се процесуираат сите тие дејанија кои што спаѓаат во доменот на незаконско действување на одредени политички функционери. Така да се надевам, ќе лобирам во партиските тела ВМРО-ДПМН да делегира своји представници во техничката влада. Да, доколку бидете дел, би ги зеле Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и мислам тројца заменици. Да, во земјоделие, финанси и администрација и информатичко општество. Тоа е по закон. Се зборували веќе за одредени имиња или се уште е рано? Па да почекаме првите работи да се случат прво, односно да ја донесеме одлуката дали ќе учествуваме, и во случај да учествуваме, тогаш во втора фаза ќе ги одредиме имињата. Како и да е, доколку учествуваме, сигурно ќе бидат квалитетни кадри кои што се тоа што го зборувам и многу повеќе од тоа ќе бидат способни, компетентни, квалитетни да го испорачаат пред јавноста. Ќе се најде ли можеби некој Кумановец и дали сакаме да се најде? Се е можно, нормално, ќе почекаме да донесеме одлука. Различни реакции во јавноста предизвика и предлогот Талат Џафери да биде назначен за премиер на техничката влада, навистина различни реакции. Да, и ако сакате да зборуваме за Талат Џафери, тоа е еден, како да кажам, доказ дека во Република Македонија не мора да сте компетентен, не мора да имате знаење, не мора да имате ниту не знам какво образование, а да успеете да ги нанижите сите функции највисоки кои што ги има во Република Македонија, од министер, председател на собрание, сега премиер, и тоа е еклатантен доказ за нивото на општеството во кое живееме и нивото на и квалитетот на кадрите кои што се нудат во политиката генерално, но пред се од оваа влада и од СДСМ и од Како ќе се одрази сето ова на СДСМ според вас? Најпрви на СДСМ ќе се одрази многу негативно од аспект што го крши закон. Согласно членот 43 од законот за влада е предвидено дека најголемата политичка партија која што е на власт делегира, номинира председател на влада. Значи, согласно законот, техничкиот премиер или премиерот на техничката влада треба да го номинира СДСМ. Формално правно, СДСМ може да го номинира Талат Џафери, меѓутоа информацијата дека Талат Џафери ќе биде
технички пример ја добивме како јавност после извршен одбор на ДУИ. Значи ДУИ рече кој ќе биде премиер, СДСМ како послушник само склимна со главата и рече дека, нели, во стилот на времето кога го бранеа дека е најдобриот председател на собрание, сега ќе обрана дека е најдобриот технички пример кој што може да го даде државата. И тоа многу негативно ќе се одрази врз најпрви членството и активистите на СДСМ, затоа што веќе и формално кажуваат дека се втората партија по моќ и по сила во оваа влада, значи после ДУИ, меѓутоа и во граѓаните, затоа што Талат Џафери во јавност е познат покрај тоа што, нели, своето сериозно минато кое што го имал, тој како председател на собрание еден од најавтократските председатели на собранието кој што го имало во историјата нашиот парламент, председател на собрание кој што е во јавност е познат како ги пцуеше службениците за најпограден јазик таму вработените, председател на собрание кој што се држна во неколку наврати да фрла во корпа амандмани на пратеници, што е тотално неуставно и вон сите нормални демократски норми, председател на собрание кој што заклучуваше врати да не можат да влезат опозицијски пратеници, и председател на собрание кој што собрание го претвори во еден буквално хаотичен театар каде што не се знае ништо што ќе се работи. Идеме, како пратеник зборувам, идам на работа од Сабале и чекам што ќе му текне на Талат Џафери тој ден дека ќе се расправа или која точка ќе ја отвори во собранието. Буквално на самата седница, закажување на седници, имаме случај на 2 до 3 минути пред почеток на седница да ни закажува седници, што значи дека ние мора цело време да сме во собрание по цели денови, затоа што нема работно време, нема тајминг во кога он може да ги закаже седниците, може рано сабале, може навечер, може попладне, и сме по цели денови во собранието чекајќи да закаже седница, затоа што еве јас од Куманово најмалку 40 на минути ќе ми треба за да стигнам до собранието, а седниците ги закажува на 2 до 3 минути пред самиот почеток, што е апсолутно флагрантно кршење на сите можни правилници, деловници, закони, па ако сакате и на нормални демократски воспоставени вредности во Република Македонија. Жално е што таквото автократско, султанско владење кој што го демонстрираше Џафери во собранието, сега ќе се преслика и во владата, и мислам дека за жал, ќе кажам, СДСМ тотално ќе потоне во целиот тој случај, затоа што и сега се подредени на ДУИ, меѓутоа со премиерот ДУИ, со прв вице-премиерот ДУИ, СДСМ тотално како политичка партија ќе се изгуби во таа влада. Ја плативте ли пресудата на Костовски за тужба и клевета и дали добивте некаков одговор, поднесовте представка до судскиот совет како и жалба до апелација? Не сум ја платил, немам намера да ја платам и никогаш нема да ја платам, ако треба и да ме приведат, не затоа што не можам да ја платам, туку затоа што не сакам да ја платам и затоа што е тотално противзаконски и противуставна пресуда. Во целиот демократски развиен свет постои нешто што се вика имунитет на пратеник за искажен збор. Значи, пратениците, за да не ја замајуваат јавност, одредени адвокати кои што го застапуваат колегата Костовски, пратениците не уживаат имунитет за ништо друго, освен за искажан збор на говорница, и таму ја имаат целата слобода на светот за да се изјаснат, да искажат сето она што го мислат, знаат, па дури дека ако не се сигурни да можат да потигнат одредена јавна дебата за одредени информации кои што до нив дошле во делот на средби со граѓани и медиумите кои што ги истакнале. Така што основна демократска придобивка е имунитетот, односно можноста на пратеникот слободно да говори на собраниската говорница, и ова е преседан во историјата на плурализмот во Република Македонија, меѓутоа во историјата на плурализмот генерално, зборам во демократскиот свет, затоа што вакви правила во Англија се уведени во, не знам, 17-18 век. Значи ова е преседан кој што не постои никаде во светот, опозицијски пратеник да биде осуден затоа што споделувал информации со јавноста на собраниската говорница, не на пресконференција, не на јавни собори, туку на собраниската говорница, и ова нема да дозволам вака да заврши. Поднесов представка до Републичкиот судски совет, добив повратна информација пред месец дена скоро и повеќе дека предметот е оформен, дека се
почнало со една постапка, се уште чекам да видиме како ќе заврши таа постапка. За жал, начинот на кој што функционира судскиот совет и од аспект на ажурноста, меѓутоа и од аспект на неможноста да се отргне од политички влијанија, не ми дава многу вака за право да се надевам дека ќе биде соодветно тоа процесирано, меѓутоа отворен е случајот, се надевам за многу кратко време ќе се променат нештата во Република Македонија, ќе се ослободи ова партизирано судство, ќе се реформира, па ќе можеме повторно да разговараме на оваа моја тема и да видиме дали како си дозволил еден судија кој што себе си се прокламира за искусен, се потпишува како магистар по право, да донесе една ваква пресуда, односно да не земе во обзир имунитет на пратеник и да го осуди за збор искажан на говорница. Дополнително на тоа поднесов жалба до повисоката инстанца, односно апелацијскиот суд во Скопје. Исто така, познавајќи ги ажурноста на судовите во Република Македонија, се уште немам некоја повратна информација, меѓутоа се надевам дека во скоро време и таму ќе се заклучи она што секој нормален човек кој што има завршено основно деление ќе го каже, тоа е дека пратеник не може да биде осуден за искажан збор на говорница. Инаку, за да не се исто замајува јавноста, јас тој мој говор го има и доста вирален по социјалните мрежи, таму нема ниту една навреда, ниту еден лош збор, сето што е кажано се факти и информации кои што се однесуваат за делувањето и действувањето на пратеникот Костовски во изминатиот период, информации кои што јавно се достапни или се објавени по медиуми. Останувате на ставот дека целта е да ве замолчат? Се обидуваат да ме замолчат, се наоѓаме во чувствителен период како држава, сериозно имаме притисоци во делот на гласањето на уставни измени секојдневно, така што и ова би го ставил во еден дел од тој обид, односно притисок кој што се обидува власта да го направи кон опозицијските пратеници, меѓутоа за нивна жал, за моја среќа го сгрешиле човекот, така што апсолутно ниту имам намера да отстапам од било што е зацртано како наша политика, ниту па постои нешто со што може ова корумпирана криминална власт да ме уплаши или да ме замолчи или да ме натера да ги сменам своите ставови и принципи и да продолжив и ќе продолжам да им ги јавно изкажувам нивните криминали, нивните злодела и нивните национални понижувања кои што ги имаат направено или ги прават во овој период. Активни сте во собранието, изминатиот период поднесовте неколку амандмани, сите беа одбиени, се однесуваа за водоводна мрежа, канализациона мрежа, патишта, мостови, улици, реконструкција на спомен костурница. Очекувавте ли дека сите ќе бидат одбиени? Искрено не очекував. Не очекував затоа што најголемиот дел од тие амандмани се однесува за општина Куманово, дел се и за општините од кои гравитираме, значи Старо Нагоричине, Ранговци и Крила Паланка, меѓутоа најголемиот дел се за Куманово и се надевав и мислев дека во време кога Куманово има премиер, во време кога Куманово има министер за внатрешни работи, дека барем дел од тие амандмани ќе бидат усвоени и едноставно владата дел од тие милионски мегаломански средства кои што ги прибира, значи имаме рекорден буџет од 5,5 милиарди евра кои што ќе ги потроши или планира да ги потроши владата оваа година. Бале еден мал скромен дел ќе завршат и во Куманово, за жал и тука не сум бил во право и ме разочара. Многу повеќе ме разочара делот кога се прифаќа амандмани кои што се за други општини. Премиерот пред некој ден излезе и рече дека, не знам, во 66 општини ќе се пренаменат околу 2 милиарди денари и во тие 66 општини, замислите неговата општина, што е дополнително разочарувачки за мене. Јас не барав пари, не знам за какви намени, во 21 век барав пари за пристапни патишта. Значи, од една страна власта сака да ја продава европската приказна на граѓаните, преку скапо платени реклами и термини и да ги убедува дека ете тоа е правецот и од друга страна тој излегува надвор и гледа кал пред неговата улица. Или се буди се вали, нема вода за пиење во водовод, односно во своите нема водовод, нема цевки, нема канализација, значи нема основни услови за живот во 21 век. Јас од тие пободи побарав скромни средства со кои што ќе направиме дел патишта, водовод и канализација, затоа што не може се одеднаш. 40 населени места во општина Куманово ги немаат овие основни услови, меѓутоа за дел ќе се изгледат, за дел ќе се направат
проекти и така низ неколку циклуси, години, буџети ќе се санира овој проблем. Меѓутоа не најдовме разбирање. Побарав пари за спортската сала Соколана. Бренд на Куманово, заштитен знак на Кумановци, посебно богат, забавен и спортски живот, посебно во минатиот век. И најголем дел од граѓаните се мотивно врзани за таа сала. Јас лично, не знам, баба ми и дедо ми оделе на дневни забави, на матинеја таму, татко ми, мајка ми оделе на свирки. И емотивно сме врзани за таа спортска сала, кога да ја гледаме вака како се руинира. И тоа се скромни средства, побарав само за промена на фасада и на столарија, меѓутоа и тоа не ми беше прифатено. Побарав средства за реконструкција на спомен Костурница. Следната година се навршуваат 80 години од ослободување на Куманово. Куманово има премиер, има министар за внатрешни. Не доликува централната манифестација за прослава на 11 октомври, кога доаѓаат тука сите високи функционери, да се одвива во една таква атмосфера. Таму легаат огромен број на кумановци кои што животот го дале за оваа држава и така недостоинствено да се однесуваме кон нив. Барав средства да се реконструира, да заличи едноставно тоа спомен обележја на приближно малку колку жртвата што ја дале тие луѓе, меѓутоа и за тоа не најдов на разбирање и ми беше одбиен. Барав сериозни проблеми имаат граѓаните во Довезенце за реконструкција на мостот таму. Исто проектот е готов, стои во општината, меѓутоа нема средства да се реализира. Барав пари за реконструкција на мостот во Пчиња и замислете колку е специфична таму ситуацијата. Значи, самата извршна власт, односно директорот на Центарот за управување на кризи, излезе и рече дека овој мост е небезбеден и дека треба да се санира. И јас, логичко и следствено на тоа, само побарав средства од владата да се санира тој мост во село Пчиња. Сериозен проект, битен за не само за Пчиња, но и за цел тој крај таму. Меѓутоа и за тоа не најдов на интерес, за ниеден проект буквално од Куманово не најдов за интерес. Мора да знаеме дека државата располага со огромни средства. Се даваат 200 милиони евра за коридорот 8, кој што воопшто не е ни почнат. 1 милиметар асфалт таму нема, а веќе државата исплатила 200 милиони евра. Овдека не стака да дадат 1-2 милиони евра за решавање на сериозни проблеми секојдневни на кумановци. И во таа насока сакам јавно да искажам дека согледувајќи го еден ваквиот проблем, затоа што ограничени се буџетите на општините. Општините малку средства располагаат да санираат некоја уличка, да стават некој бекатан, и тоа е можноста на општините. Согледувајќи го тој проблем, еден од столбовите на програмата на ВМРО ДПМН за наредниот период ќе биде 250 милиони евра годишно или 1 милиарда во време на 4 годишен мандат, владата да префрла средства до единиците на локална самоуправа, односно до општините, за да реализираат токму вакви комунални инфраструктурни проекти. Значи, да ги решиме најпрво основните проблеми на граѓаните, за да потоа размислуваме за некакви проекти и за некаква европска иднина која што лажно се нуди, меѓутоа е многу далечна за овие граѓани. 250 милиони евра годишно, сериозни суми од тие кидат за Куманово, по број на жители, по формула, и на една 4 годишен период ќе се санираат огромен дел од овие проекти кои што граѓаните ни секојдневните средби и со мене и генерално со политичарите ги истакнуваат како круцијални за нивното секојдневно живење. Да, на дополнување само на оваа тема, според сите анализи што загрижува е дека североисточниот регион е најмалку развиен во државата. Од друга страна, надлежните се фалат со изградбата на железничката пруга на коридорот 8. Периодов неколку пати во Куманово гостуваше и министерот за транспорт и врски, велат дека работите на првата делница се одвиваат со задоволително темпо и дека ќе се запази рокот до октомври идната година. Кое е вашето очекување? Посакување е да се запази рокот. Моје лично посакување и сакам да се запази рокот. Меѓутоа зборуваме за пруга која што, не знам, израснав ја како човек слушајќи дека се гради таа пруга коридорот 8 кон Бугарија, уште од, не знам, Бранко Црвенковски време, и никако да се заврши. Од друга страна, гледајќи како работат на другите проекти, значи автопатот Кичево Охрид исто така ветува, датуми дава, нели од 1 јануари требаше да возиме по тој автопат, ако го слушавме премиеров и министров Бочварски. Меѓутоа сега гледаме дека ништо не е направено таму. Ако земеме 2 километри
пат дека градат 7 години кон Скопје Блаце, ништо не е направено. Логички е да се сомневам дека и оваа пруга, иако посакувам, ама логички да се сомневам дека и оваа пруга нема да ја завршат. Меѓутоа, има тука еден интересен феномен. Значи, кога се работи за оваа пруга Коридор 8, се именува така и Куманово, Крива Паланка се на Коридор 8. Меѓутоа, кога се работи за автопатот Коридор 8, кој што го промовираше и е главен координатор таму, носител на проектот Артан Груби, Куманово го нема. Значи, Коридорот 8 автопат ќе се гради од Скопје до Букојчани, значи до Кичево скоро, и ќе се трошат милиарди и милиарди буџетски средства, тоа ниту е задолжување, ниту е донација, ниту е ништо, туку буџетски наши пари што ги даваме сите граѓани. И тогаш таму ќе се трошат, а никако не се спомнува Коридор 8 дека продолжува и преку Куманово, преку Бранковце, Старо Нагоричане, Крива Паланка, се до границата со Бугарија, и таму нема средства. Нема да се гради ништо како автопатско решение. И сега од една страна владата сака да биде пријател со Бугарија, па потпишува договори за добро соседство со Бугарија, кои што се национално штетни, ама не реализира делови од договори кои што велат автопатско поврзување на Република Македонија со Бугарија, што е, добра работа за Македонија и за Бугарија, и за македонските граѓани, и за бугарските граѓани. Значи имаме некаков двоен аршин кога се трошат парите во Република Македонија. Многу повеќе некако се троши од Скопје на кај Тетово, Гостивар, Кичево, а многу помалку се троши од Скопје на кај Куманово, и согласно овие амандмани, буквално ништо не се помага во североисточниот регион, кој што е најсиромашен, и најслабо инфраструктурно стои. Немаме ние ниту едно село во Куманово, во Старо Нагоричане, во Ранковце, во Крива Паланка, ако сакате, кој што има соодветен квалитетен водовод со чиста вода за пиење, кои што имаат канализација и кои што имаат соодветен пристапен пат. Во 21. век зборуваме за овие три основни човекови права кои што ги немаат најголемиот процент, преку 95% од населените места или селата во овој североисточен регион. Прошетајте се во другите региони да видите какви се селата таму. И затоа велам дека СДСМ не сме да продолжи политика на потчинетост во однос на политичката партија ДОИ. Што се однесува до Куманово, ВМРО ДПМН направи одредена коалиција со актуелниот градоначалник, меѓутоа реално колку како партија учествувате во креирањето на проектите и како гледате на состојбата во градот? Факт е дека меѓу кумановци има реакции на раскопани улици, сообраќаен хаос, нерешен проблем со паркинг простор и слично. Ние дадовме подршка на градоначалникот Максим Димитриевски, се оформи советот во кој што исто така даваме подршка како преку нашите советници за реализација на програмата и проектите кои што советот ќе ги донесе. Најпрво мора да имаме еден факт во глава, тоа е дека имаме град кој што 30 години претходно бил раководен од една политичка партија и 30 години не се решавале проблеми, туку напротив се таложеле нови проблеми. И да сака некој и магично да постои можност да се решат тие проблеми, нема шанси за еден мандат или за 2 години, колку што ВМРО ДПМН партиципира во локалната власт. Премногу се проблеми, премногу се брањата на граѓаните, кои што се оправдани и се реални и се реална потреба на граѓаните, меѓутоа можностите се сосема друга приказна. Таму имаме држава која што е фискално недецентрализирана, значи имаме надлежности кои што се префрлени на општините, како надлежност, да речеме, образованието, меѓутоа финансиските средства се уште се под капата на државата и ништо не е префрлено на општините. Значи, општините, вклучително и општина Куманово, со овие финансиски средства не може да ги реши сите проблеми, и затоа како проблем констатиран од страна на ВМРО ДПМН и понудуваме решение од делот на 1 милиарда евра за 4 години, што го презентирав пред малку. Дали може Куманово да направи повеќе? Апсолутно дека може да се направи повеќе, секогаш може да се направи повеќе, меѓутоа имаме одредени проекти кои што искрено мислам дека се добри во делот на бесплатниот превоз, кој што не само што во време на криза помаѓа на домашниот буџет на граѓаните, туку можеби според мене лично и многу
придобивка голема треба да биде барем во долгорочен период е намалување на загадувањето, затоа што луѓето се повеќе го користат јавниот превоз, помалку ќе користат своите автомобили. Тука треба сериозно напредување. Може би општината да почне да размисли за формирање на посебно јавно сообраќајно предпријатие по примерот на Скопје, да почне неколку линии самата да ги сервисира, за да можеме да изградиме една квалитетна мрежа која што ќе биде од интерес на граѓаните и која што ќе влијае врз и намалувањето на загадувањето и на мобилноста на граѓаните во Куманово. Добро е што се реконструира спортската сала, иако со подолг временски период, меѓутоа кога се градежни работи се случуваат непредвидени активности и може би некогаш е оправдано таквото задоцнување, меѓутоа му треба на Куманово таква спортска сала за да го вратиме спортот на она ниво на кое што заслужуваат кумановци, да имаме прволигашки надпревари, да имаме полна сала и да барем ете во овие мрачни моменти да имаме некоја разона да преку спортот ќе се градат нови кружни текови. Мислам дека годинава е предвиден кружниот текај Доне Божинов, така што останува кај пазарот кружниот тек, предвиден за следната година. Има некои спорни моменти со дислокација на тие времени објекти што се наоѓаат таму. Генерално, согласно можноста се асфалтираат улици, доста внимание овој мандат се посвети во населбите кои што неоправдано беа игнорирани изминатиот период. Не сакам да верувам дека тоа било затоа што ВМРО ДПМН е победувало во Рајкова куќа, во Карпош населбата, по Перочичо, во Ајдучка чешма. Меѓутоа, изминатиот период, овие 2 години, се санира огромен број на улици, таму се асфалтира голем број на улици, се решија доста проблеми, во Буковско се гради канализациона мрежа, сериозна. Значи, тоа се крупни зафати, сериозни зафати кои што одлеваат голем дел од буџетот, меѓутоа е оправдано и треба да оди да им се помага на тие граѓани. Има уште за работа, меѓутоа се надевам дека во наредните години ќе се реши и тој проблем, и особено откако ќе формираме влада на ВМРО ДПМН, која што посериозно ќе ги помага општините. Најголемиот дел од тие проблеми што ги имаме во градот ќе се решат. Многу е сериозен проблемот со сообраќајот. За жал не постои никаква комуникација помеѓу Министерството за внатрешни работи и општината, и тоа е сериозен проблем кој што го имаме. Не знам дали се работи за лични анимозитети или за политички анимозитети, меѓутоа не може еден град како Куманово да биде оставен во своите надлежности да не си ги извршуваат соодветно институциите, посебно кога се работи за некоја заедничка активност како што е делот на регулирање на сообраќајот. Гледаме секаде паркирани возила, гледаме неможност на општината да се справи со тие возила затоа што располага со едно пајак возило, и тоа не може второто да се стави во функција затоа што по друга страна МВР не дава своји службеници, затоа што не може без присуство на МВР да се крене едно возило. Значи, во делот на безбедноста, во делот на, сега да не навлегувам во детали за тоа кога се доставува роба во градот, како се движат возила со над 7 тона, што е недозволено согласно одлука на судот. Има милиони безброј проблеми во делот на некомуникацијата на МВР и општина Куманово, и жално е што командирката на полициска станица од општина надлежност Куманово дури не се дрзнува ниту да отиде на една седница на совет, иако по закон треба да ги брани таму извештаите тримесечни, меѓутоа таа воопшто го игнорира, советот не иде. Имаме многу проблеми во Куманово, дел се понудени решенија, сериозен проблем ќе се надмине, се надевам, денови, односно ќе отпочне да се решава. Тоа е после 1987 година да се започне со изградба на ново училиште во Куманово за гимназијата Сами Фрашери. Децата учат во субстандардни услови таму во времен објект. Проектот е готов, благодарение на јавното предпријатие Куманово план и директорот Бобан Николовски се изработи еден квалитетен проект, помогнат нормално од одредени донатори. Тоа е во финиширан, имаше презентација и сега останува обврската на владата, односно Министерството за образование, да обезбеди да префрли средства на општината за да отпочне градба на тој проект, што ќе биде историски не само за Куманово, меѓутоа генерално за граѓаните во Македонија, да градиме ново училиште во вакво време, во вакви политички околности,
за Куманово ќе биде голем успех. Ќе има уште многу проекти, меѓутоа остануваме фокусирани на она што преку Советот можеме да действуваме, тоа е да даваме наши предлози во програмите, да влегуваат нашите предлози, генерално дел не се прифаќаат, дел не ни се одбиваат, туку се можеби пренасочуваат за некои следни буџети, затоа што, како што реков, потребите на граѓаните се огромни, 30 години нерешавани и таложени, меѓутоа буџетските средства се ограничени и тоа е тоа што може моментално да се постигне. Го споменавте образование. Поразителни бројки доаѓаат од секторот за образование. За само една година отпишани 240 ученици поради иселување. Трендот на иселување не застанува. Жално е, не само што не застанува трендот на иселување, мислам дека никогаш и не бил поголем како што е изминативе неколку години, и поразително е за оваа влада која што оставаше челвли пред влада своевремено во времето на кога беше опозиција, која што една од основните критики и беше дека луѓето се иселувале, за да сега доживеат таков дебакл и пораз во делот на таа демографска политика. Се повеќе луѓе се иселуваат благодарение, под наводници ќе кажам, за квалитетните и добри политики на оваа власт предводена од ДУИ и СДСМ, и жално е тоа што го гледаме не само во образованието, жално е што го гледаме генерално по градовите, по селата во Република Македонија, полека изумираат, нацијата ни старее, се помалку работници има, разговараме со бизнис секторот кој што се жали дека нема повеќе работници за одредени сектори, луѓето бегаат, си го бараат своето чаре, што е разбирливо и логично, меѓутоа она што ќе биде сериозен предизвик во наредниот период е да се прекине тој тренд на иселување. Мора ние наместо да ги лажеме граѓаните како држава дека само уставните измени да се случат и ќе цветаат ружје овдека и ќе тече мед и млеко, тие европски стандарди, тие европски вредности, тој европски начин на живот да го доведеме овдека, и тоа не ни требаат никакви уставни измени. Најпрво да се справиме со криминалот и корупцијата, кој што ни доаѓа како сериозна критика од и тие меѓународни институции кои што е нотирани во европскиот извештај, не ни требаат измени на уставот. Ни треба само департизирано судство и не треба политичка волја дека секој кој што ќе се огреши пред законот ќе одговара, и тоа е вака едноставно звучи, меѓутоа е едноставно да се спроведе доколку се има политичка волја за тоа. Гледаме дека изминативе 7 години немало. Нас не ни требаат уставните измени за да изградиме здравствен систем кој што ќе биде квалитетен и ќе одговори на потребите на граѓаните, а не да ни се случуваат онкологии и разноразни зачудувачки за мене и за мојата перцепција на работи каде што луѓето составени вака да се снаоѓаат у живот како знаат и умеат, па дури тука да за секој еден проблем граѓаните да мора да бараат врски, да мора да бараат некој да ги прими, некој да ги прегледа, и страшна е ситуацијата во здравството, образованието, го спомнавте, тоа што го имаме таму е катастрофа. Немаме учебник кој што е направен како што треба. Последно се смеевме по социјалните мрежи дека ете триаголникот имал 190 степени збир на агли, претходно едни други ни беа западни, источни, значи нема учебник кој што не е со грешки внатре, тоа е од делот на учениците кои што се отпечатени. Имаме огромен процент на ученици кои што се уште не се испечатени. Базичната активност на Министерството за образование не е сработена. Да не зборам за културата, веќе тука далеку сме од некакви европски стандарди и нема сегмент и област во државата не само каде што стагнираме. Тоа би било за поволба, каде што не сме уназадени последниве 7 години. Тоа е трагедијата која што ја живееме и која што се повеќе граѓани ги тера да се одселуваат од оваа држава. Некако многу порано, за разлика од претходно, започнуваат на некој начин предизборните кампањи, одредени трибини веќе има, се организираат. Кои се очекувањата? Од аспект на ВМРО-ДПМН ние не сме прекинале со активностите. Претходниот период имавме неколку кампањи теренски на посета на населени места и организирање на трибини, Македонија за сите и така натаму. Имавме убави кампањи, убави средби со граѓаните, каде што изворно од прва рака ги слушаме и ги следуваме проблемите, меѓутоа слушаме и убави квалитетни решенија и предлози од страна на граѓаните, и тоа ќе продолжи и во наредниот период, без разлика што се избери, можеби сега малку поактивно и можеби малку посистематизирано во една форма на предизборна
кампања. Она што е разлика помеѓу нас и СДСМ го се гледа во изминат период е тоа што тие држат затворени трибини во сали, во Домот на културата тука во Куманово, каде што пред своето членство си презентираат одредени за нив битни работи и не знам, ги упедуваат нив, најверојатно дека не знам, треба да поминат уставните извини. За разлика од нив, ние сме на терен. Ние идеме во секое село, во секое населено место, во секој град, по улици, разговараме со сите граѓани кои што ќе ги сретнеме таму, со сите кои што сакаат нормално да разговараат со нас, ги слушаме нивните проблеми, ги систематизираме, ги слушаме нивните предлози за решенија, ги ставаме во програма, така што мислам дека ќе имаме убедливо најквалитетната програма која што ќе нуди решенија за сите наши проблеми во оваа држава, која што е комуницирана со граѓаните и произлегува од граѓаните. Нормално, систематизирано од експерти во своите области. Меѓутоа, разликата е што ние сме на терен со граѓаните и помеѓу граѓаните, од другата страна имаме салонска политичка партија која што само преку затворени трибини, преку платени скапо кампањи си ја спроведува својата активност. Кои се очекувањата од изборите? Очекувањата нема да звучам нескромно кога кажам дека се сериозна, убедлива, огромна победа, историска победа на ВМРО. ДПМН, и тоа не е моја лична перцепција, тоа го потврдуваат и анкетите кои што ги имаме секојдневно и можеме да дојдеме до нив. Меѓутоа тоа го потврдуваат и граѓаните кога се движиме на терен заедно со нив. Досега не успел никој во Република Македонија од позиција на опозиција, како опозицијска партија на избори, да освои 61 пратеник, и тоа е нашата зацртана цел за овие избори и се надевам дека ќе успееме. Граѓаните ги препознаваат нашите политики, ја препознаваат нашиот искрен пристап и кон нив и кон нивните проблеми. Кадровскиот потенцијал е огромен на ВМРО ДПМН. Имаме сериозни експерти, сериозни кадри во сите области кои што се спремни да работат за интересот на граѓаните и мислам дека кога ова секе се оформи во една убава, квалитетна, систематизира и програма и кампања предизборна, ќе ни овозможи убедлива победа на следните и председателски и парламентарни избори и потоа ќе не чека оној потешкиот дел, односно реализација на сето ова што го зборуваме, затоа што веќе и надежта се губи помеѓу граѓаните, апатијата е огромна, многу е зафатена и мислам дека не дека нема веќе време Македонија, туку веќе доцни со корекција на тие, да кажам, повеќе деценијски проблеми и во делот на корупцијата и во сите овие области кои што ги зборувавме. Мислам дека е крајно време, веќе ако не е доцна, со една цврста, квалитетна влада која што ќе формира ВМРО ДПМН овие избори, да се справиме со овие најсериозни проблеми. Сето оно останато ќе дојде само по себе, кога си квалитетна како држава, кога ги имаш воспоставено европските принципи и вредности, многу лесно видовме дека може и со пиење на кафе и да се заборави тој принцип на вето, односно на консензус, па една држава и да не биде на тоа столче кога се гласа. Меѓутоа треба ние, нашата дипломатија и нашата домашна задача да се завршиме како држава, сето друго ќе си дое само по себе. Имате ли амбиции можеби за одредено министерско место или ќе се задоволите со пратеничко во новата влада? Најмалку се битни моите амбиции, моите, не знам, функции кои што би ги обавувал или не би ги обавувал. Мене ми е многу побитно да победи ВМРО ДПМН, да реализираме таа програма која што ќе ја ветиме пред граѓаните како даден збор, да победи тимот кој што е позади нас, затоа што ниту Бране е сам како пратеник, ниту, не знам, председателот на партијата е сам како единка. Ние сме еден сериозен тим, дел од тие личности се јавно експонирани, како што сме ние пратениците, како што е председателот и одредени личности, дел и многу поголем дел на луѓето не се јавно експонирани, меѓутоа вршат огромна и најбитна и сериозна работа во партијата, експерти кои што ни подготвуваат сериозни теми, кои што разгледуваат тези, кои што разгледуваат проекти, кои што ги обработуваат, ако сакате, и на најекспертско ниво тие проекти, така што многу е побитно да победи тимот и најбитно да го испорачаме тоа што ќе го ветиме до граѓаните. Личните амбиции се лична работа и тука тотално небитно во приказната за која што јас сум влегол во политиката. Ви благодарам на одвоеното време и ви посакувам успех. Ви благодарам за можноста. Почитувани, тоа беше се за вечера. Останете на програмата на Телевизија Плюс.